40 на сопственици на фирми, производители на чевли од државата, викендов се собраа во Куманово. Средбата била консултативна и на тема како фирмите од кожарството да излезат на крај со исплатата на минималната плата на работниците. Кожарскиот сектор во Куманово, кој вработува помеѓу 8 и 9.000 работници, влезе во дополнително големи проблеми со минималната плата, по од овие причини и итно свиканата средба. Оваа дејност не може да ја издржи сегашната минимална плата, бидејќи не станува збор за 12.000, туку за 14.500 денари минимално. Освен што овие пари во кожарската индустрија за работниците ги нема, голем проблем е што вака одредената минимална плата ги демотивира добрите работници и го стимулира неработењето. Од тука на средбата е одлучено итно да се побара средба со премиерот Заев за да се изнесе ургентноста на проблемот. Во овој контекст, кожарите го предлагаат и ќе инсистираат на бугарскиот модел за заштита на кожарскиот сектор. Кај придонесите се околу 50 на евра, поточно 47 евра. Тие се многу поконкурентни, а се во Европска унија. Ресорното министерство мора да не сослуша и да ги погледне нашите проблеми, бидејќи со овие придонеси ние не може подолго да издржиме. Поголем дел од нашите фабрики ќе затворат. Што доколку владата остане глува за барањата на кожарскиот сектор? Моментално сме околу 42 фирми кои што сме членки на ова здружение. И сите сме сложни. Со сите наши вработени, бидејќи има луѓе кои што издржуваат семејства. Значи, не би сакале да дојде до тој чекор, меѓутоа сите излегуваме на генерален штрајк. Прво ќе почне работодавачите, а потоа и работниците. Бидејќи на нив многу им значат овие 10-12.000 да ги земат. Како што сега стојат работите во кожарската индустрија, ретко кој од фирмите ќе ја дочека нова година. Зашто по исплатата само на првата повисока минимална плата, две фирми во Куманово ставија клуч, а најмалку 10 не успеа да ја исплатат плата по новите критериуми.